Добар ден, убав ден. Еве, убава неделна средба со вас. Се надевам, ќе ви го привлечеме вниманието. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го помагаат постоењето на нашата емисија 1001 оброк, која навистина брои стотици емисии наназад. Се надевам дека и во иднина исто така оваа бројка ќе се запази. Да им се заблагодарам на Жито центар со тонус лебот, лебот на минатото, сегашност е иднината, лебот направен од ртени зрна, лебот без брашно. Да се заблагодарам и на компанијата SC Johnson, која што е присутна во нашите емисии со своите 3 бренда, а тоа се Mr. Muscle, за кој малку повеќе ќе чуете во текот на емисијата. Тука е брендот DAC и тука е брендот Pronto. Еве уште еднаш благодарност до нашите пријатели и вам голема благодарност што верно не следите секоја недела. А се надевам ги гледате и сите поставки на социјалните мрежи, исто така и репризите на телевизија и така натаму. Што е денес што ќе подготвувам, што ќе ви го привлече вниманието, тоа е, значи, ќе правам пита со модри патлиџани. Секако и друг зеленчук ќе биде присутен во овој рецепт, но модриот патлиџан, ете така ќе кажат дека има главната и одговорна улога во нашиот денешен рецепт. Кои се состојки ќе влезат во рецептот? Тоа се модриот патлиџан, пиперка црвена, пиперка зелена. Потоа, исто така, ќе имам и јајца во рецептот, брашно од леблебија, а тука ќе ја мелам леблебијата, за да видите како од леблебијата се прави брашно и може да го користите за згустување на манџичките, затоа што е многу корисна леблебијата. Од нутритивен аспект колку е корисна, ќе ви објаснам во тек на емисијата. Ќе користам и брашно од пченка малку и малку палента. Така една комбинација на неколку видови брашна ќе донесе навистина убав, интересен вкус. Тука е кромидот секако како е неодменлив зеленчук за секој еден солен рецепт. И ќе имам убава свежа салата придружена со питата, а нешто што ќе биде во функција на десерт, ќе видите едноставно, просто, многу полезно, многу корисно. Тоа ќе го оставиме за на крај на емисијата. Значи, бидете присутни, гледајте не и да видите што се ќе направиме во рамки на оваа денешна емисија. Ајде, првично го земам модриот патлиџан и сега нормално треба да го засечам, да го излупам и ќе го ставам да со сол да отстои во една длабока чинија. Добре, многу е свеж модриот патлиџан, ама еве го зафатив сега да го лупам. Значи, ќе отстои, ќе го исачкам на коцки, ќе отстои во една длабока чинија, така со солта, за да отпушти оној горчлив вкус, специфичен, автентичен што си го има. Еве сега да го засечам и од оваа страна. Ова ќе го тргнам малку настрана и вака кругови со малку помалку од 1 сантиметар дебелина. Модриот патлиџан може да се користи за најразновидни рецепти, буквално за најразновидни рецепти. Треба да се овкусува фино, затоа што сепак сам по себе нема некој вкус, вака да го каснам жив и да речам уф, што е вкусен, не. Му треба помош да се овкуси, а тоа еве во дадениот случај ќе видите како јас тоа го правам во денешниот рецепт. Инаку има рецепти колку и да сакате. Еве сега ќе гледам да го направам на коцки и веднаш во длабоката чинја ги посолувам и стои настрана, дури ги подготвувам другите зеленчуци. Ево вака. Фино. Лесен е за да се работи со него. Навистина е лесен. Еве ми е длабоката чинија, во неја ќе ги ставам. Ајде вака да се помогнам и со ножот. Добро. Ајде уште малку. Веднаш ќе посолам, дури сечкам другото. Еве солта.
Таа ќе предизвика, значи, процес на дехидрирање на самиот мудар патлиџан. Течноста ќе се излегува и после тоа нас тоа ни е потребно за да она горчливото, пак ќе повторам, да си излезе. Одиме понатаму со сечењето. Опа. Значи, сега е и сезона кога се прави нели малиџано со мудар патлиџан, со зелена пиперка. Има милион варијанти како може да се искористи во исхраната и треба да се искористи затоа што има фини нутритивни вредности. Многу има минерали. Така да не случајно се јавува во овој период на годината највеќе, затоа што има и доста енергија во него. Кинезите го користат многу и фантастично го подготвуваат. Кога сум била во кинески ресторан и кога некогаш одам, си порачувам мудар патлиџан на кинески начин направен, а јас не сум така направен, да бидам искрена. Ајде сега и сечканиот мудар патлиџан, посолен, го ставам настрана да отстои, за да испушти водата, а во меѓувреме ќе ги подготвувам другите состојки. Значи околу, ајде да кажеме 15-20 минути, па и половина час фино е да отстои и после ќе се излезе тоа горченикавото. Ево го ставам, не мора во фриждер, така, на собна температура, нека отстои на страна. Ајде сега да го подготвам јас и кромидот. Треба ситно да се исечка, токму заради тоа го сечам на овој начин. Во средината и страниците да бидат по-плитки. Ево вака. Виолетовиот кромид користете го почесто. Зошто? Затоа што има јод во себе доста, за разлика од другите кромиди кои го немаат јодот толку многу. Па убаво е да го користите почесто, посебно оние што имаат проблем со тиреидната жлезина. Жени што сакаат да останат бремени, јас задолжително како терапија под знак наводници им велам еден црвен виолетов кромид на ден задолжително. И навистина има убави резултати, исто така чајот кромид, значи 3 кромиди со селуш па фино измиени се варат во 2 литра вода, да стасва водата до 1 литро и потоа се цеди, се додава лимон, се додава малку ѓумбир, мед малку може да се стави и да се пие во рамки на денот. Значи нешто што е фантастично за бронхити, за астматичари. Едноставно да се отворат белите дробови, размена јаглен диоксид и кислород да се оди без пречки. И во превенцијата може да се прави, посебно оние што страдаат често од алергиски, како мене очите сега што ми течат, од кромидот. Добро. Тоа е убаво. Значи сите канали се отвараат и тоа е тоа. Ај сега да го посипнем уште малку и многу ми е убав кога е посипен за вакви рецепти. А кога е за салата го сакам на тенки кругови. Тогаш е највкусен. Одиме на пиперките. Резенки пиперки од бавчата на родителите на Ивана. Непрскани, органски. Да извадам само семките колку можам да ги извадам. Не мора ништо страшно и да остане некоја семка. Учете се да јадете малку пикантно лутичко, би било фино. Немојте да го одбивате комплет лутиот вкус. Еве, кажат зошто. Згоре на тоа и здрава е пиперката, полна со витамини, оваа црвената е преполна со С витамин. Повеќе има по единица мерка С витамин во црвените пиперки, отколку во, кажи го, во лимонот. Ајде сега вака, ќе поместам црвената пиперка, ова е пазарџиска, не од бавчата. И таа одиме мали ситни парчиња. Така. Изумив да кажам дека во состав на денешниот рецепт имаме и шампињонки печурки и тоа маринирани овој пат
за да дадат красатост на нашата пита од модар патлиџан. Како што спомнав, нели, модриот патлиџан бара нешто да го вкуси, да го освежи, еве, баш во овој наш рецепт, тоа ќе биде оваа маринирана печурка шампиньонка. Се мислев да ставам, да ви кажам, и корнишонки, кисели краставички, може слободно да ставите, ама овој пат само кисели, односно маринирани шампиньончиња. Еве сега С-витаминот, ама во термичка обработка знаете дека дел од С-витаминот се губи, ама другите минерали, да речеме, се зачувуваат во пиперката. Така да, ете, ќе добиеме еден вкусен оброк во кој ќе ужива целото семејство, и во тоа и поентата. Да ги учиме децата, сите во семејството, да не одбиваат кромит, да не одбиваат пиперка, да не одбиваат лукче. Значи, треба навистина да ги учиме од мали децата да прифаќаат здравата храна, природната да ја прифаќаат и да развиваат едни здрави прехранбени навики. За жал, оваа храна што се купува како готова храна, без разлика за што и да се работи, има такви емулгатори внатре, такви состојки што создаваат зависност. И потоа децата ни се повеќе, не само децата, и возрастните, се повеќе луѓето се со болести, па првично почнува полека нешто како малаксаност, како нередовна столица и така натаму, а се тоа аларми кои што викаат, еј, стави се во ред со храната. Еве ги шампиньонките, сега ќе ги исечкам. Така, не многу ситно. Еве, овие големите така малку, а после од малечки можем и цели да ги оставам внатре, да бидам искрен. И цели ќе ги оставам како топчени малечките. Баш интересно ќе биде. Така. Ево, цк-цк. Знаете, јас кога готвам, навистина уживам во готвењето. Тоа ми е како некоја игра во која чекор по чекор добивам нова инспирација. Сега, например, дома кога готвам, тргнувам едно нешто да правам и излегува сосема нешто поинакво. И тоа е добро. Тоа е всушност со љубов кога се готви, со инспирација кога се готви, тоа е баш фино. Еве некој, например, има многу членки во диетково што доаѓа, вика, не можам да ја да ти готвам, ти кажи ми, јас каде можам тоа готово да го најдам тоа и тоа, зашо и да станува збор. Добро, окей. Некој нема афинитети за готвење. Јас готвењето си го прифаќам како уметност. Мене ме релаксира. Навистина ме релаксира. Еве сега дојде време да почнеме со процесот на термичка обработка. Ставам масло на пониска температура за почеток. Гледам фино да ја замастам целата тава. Ова е маслиново масло за готвење, она поевтиното што е. И да гледаме да не го прегоруваме маслото. Прво се разбира, се знае што се става, тоа е. Ајде појачам малку температурата. Кромипчето. Ке почекам малце да се подзагре. Прво кромипчето ќе оди, потоа пиперката, па другата пиперка, па печурчињата и на крај модриот патлиџан. И дури тие се пржат, од друга страна ќе спремам смесата со јајцата, со видовите брашна и ќе го сомелам, ќе измелам леблебија, за да видите како се прави брашно од леблебија, едноставно. Значи, манџичките згуснувајте ги со брашно од леблебија. Затоа што леблебијата е, што да ви кажам, јас викам храна на иднината. Затоа што е полна со протеини, глутен нема, одлична е на вкус, што е многу битен момент. Еден од најпопуларните намази, хумусот се прави од леблебија, односно од наут, поточно, од она основата на леблебијата. Користете ја, имајте ја дома, дали како наут, дали како леблебија, дали како брашно, што сами ќе си го направите. Имајте ја дома, користете ја буквално на дневно ниво. Нешто што ќе работи на вашето здравје.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Да речеме во Хрватска, Словенија, горе во Западија, барем за Словенија ми е познато и за Хрватска, навистина го викаат сланутак, ја викаат лебедијата сланутак. Многу користен. И водата од леблебијата, од варена варен наут, кога се вари подолго време или во водата, таа вода прима протеини. Аквафаба се вика, и да се чува во фрижидер. И јас многу често правам мајонез од водата од леблебија, односно од наут, маслиново масло, лимонче, сенф, сол и бибер, така нешто за довкусување. Добро. Јас сега ќе ја додадам и пиперката, ќе ја подкренам даскава, директно вака. Многу сакам кога гледам во тавата бои. Значи, повеќе бои, тоа се многу видови на минерали. Црвената пиперка. Видите во овој колорит, колку ги полни очите. Ова да речеме, сега мене ме одмара. Сега ќе ставам и малку сол. И да не заборавам дека модриот паприџан ќе биде посолен. Ајде сега да ги додадам и печурките. Ставам сега и малку бибер. Намалам температурата. Добро. Сега ќе оставам на ниска температура да се обработуваат термички. А во меѓувреме да видам што стана со нашиот модар паприџан. Добро. Ќе го притиснам малку со ова дрвена лажица. Да притиснам за вода да подизлегува нешто од нешто. И како и да е, и во тавата ќе си дојде. Добро. Еве ставам, значи, комплет модриот паприџан и сега ќе го оставам на ниска температура да се бинстаат состојките, а во меѓувреме
Ќе ја измелам леблебијата. Само уште малку да ги промешам овие коцките од модриот папиџа. Ајде сега ќе ставам и капак, малку фино да се продинстаат состојките. Ќе поднамалам уште малку температурата, за да можам во меѓувреме да направам брашно од леблебија. Нема да ја ставам целата леблебија, зашто веќе имам брашно овде. Измелено, чисто да видите, еве, како еден вид брашно може сами да си направите дома. Што и да правите, и кифлички, и не знам што. Додавајте во брашното обично и вакво дел брашно од леблебија, затоа што ќе добиете висок квалитет на тоа што го правите. Еве го нашето брашно. Еве може да камерата да го сними. Значи, фино, одлично брашно од леблебија. Еве ќе го ставам тука каде што е и другото. Тазе мелено. За мерак. Оставам тука. На страна. Ајде да промешам малку. Фино. Се омекнува уште малку. Значи, ова бара ниска температура. Фино, трпение. Значи, потребно е трпение, да не брзаме. Еве, ќе оставам повторно капакот. А во меѓувреме ќе спремам комбинација брашно со јајца. Ајде сега да видиме јајцата. Прво ставите вака, кога ги кршите јајца во една мала чинија, за да бидете сигурни дека се добри јајцата, да не излезе некоја не баш добро, па да ви се расипаат и другите од него. Сега матам јајцата. Малку вода ставам во јајцата, уште малку, добро. Одиме сега. Прво да видам што се случува во тавата. Добре. Се е под контрола. Сега да речеме може и лукче да се стави, ама не, ќе оставам вака да не доволно е кромидот што е внатре, така да во реди. Пак капакот, за да се омекне, состојките да омекнат фино. Сега одиме вака. Ке ставам малку, ова е палента. И таа нека седи тука. Ова е сега брашното од леблебија. Ке го ставам во оваа мала чинија, ке го растворам со вода прво, па ќе го ставам во јајцата, за да не ми прави грудки таму. Доволно, има некоја цела леблебија залетува внатре, не е проблем. Еве вака. Добро. И тука ќе го ставам и пченкарното брашно, да ги разбијам овие грудките овде. Леблебијата е термички обработена, така и да има некоја грудче, не е ништо страшно, тоа не е живо. Ајде. Ево уште малку водичка. Добро. Сега можам да ставам полека во јајцата. Ајде сега да го
изрендам и кашкавалот. Потврд кашкавал. Да се изренда убаво и ќе го ставиме во составот на нашата денешна пита од модри патлижани, придружена со други состојки, но доминантен е сепак модри патлижан. А сега му и она баш најсезона. И да го искористиме, и на ваков начин. А макар што има и милион начини да се искористи, како што кажав преска. Може уште малку. Мислам дека е ова доволно. Ајде сега и него ќе го ставиме. Добро. Јас би додала од леблебијата уште малку од ова брашно од леблебија. И веќе ни се состојките од зеленчук готови. Ќе ги ставиме и нив тука. И тоа е тоа. Потоа оди се на печење. Еве ги состојките се готови. Ајде сега состојките ги ставаме овде во длабоката чинија и се ќе измешаме. Значи ова е зеленчук, модар патлиџан, кромит, пиперки и маринирани печурки. Еве како што гледате, сепак ја претори во друга длабока чинија поголема, целата смеса, затоа што навистина не ја собираше. Еве вака. И сега е подготвено да ја ставиме во тавата за печење за воревна. Еве ставам хартија за печење. Ја згужвав фино. Сега малку ќе ставам зејтинче врз неја. Сосема малку. Сега малку да ја замастам хартијата. Ќе ја ставам смесата во тавата за печење. Ајде вака. Равномерно убаво. И на печење добиваме нешто стварно убаво, вкусно. Лесно, еве видовте колку лесно се подготвува, битно е што стварно многу здраво. И ова парчиња може во фрижидер да се стават и за на работа да се носи и така. Ај сега вака целосно ќе ја ставам. Еве вака. Значи во ревна оди на некои 180 степени околу 60 на минути. 45 до 60 сега зависи од ревната. Во мојата ќе оди некаде 60 на минути сигурно. Ајде сега малку и кимо дозгора. Кимот помага во дигестијата со секоја храна кога јадеме. Или на бебиња им се дава како чајче за да им работи мешат убаво. И вака е фино и како арома, како вкус. И јас го користам често, да ви кажам право. И во мелена форма го користам, и вака како зрнца. Ај сега ставаме на печење. Ајде сега да подготвиме и свежа салата, како секога што знаете. Без свежа салата не се јаде, ама буквално ништо. Еве ги овие перца, ги гледате колку се свежи. Кромиче, пиперки, домати. И така натаму, ама сега веќе нели. Еве вака надова зелена салата, младо кромиче и сечкано, гледа колку во мириса, значи нешто неверојатно.
И убаво е да се искористи затоа што е полно витамини. Хлорофил колку сакаш, железо во овие точно зелените. За мерак на вкус и за мерак за душа и за срце. И еве го вака. Нека биде акцентирано младото кромиче, перцато, тоест од младото кромиче. Опа. Овој микс салата се продава по маркетите. За сите оние што немаат доволно време да сечкаат да прават, пристојни цени се на овие салати. Внатре има повеќе видови на зеленчук, има ајсберг, има еве го ова е радич, има рукола, марула, нешто се што е полно со витамини и еве користиме сега во овој случај и она кромиче од нашата бавча. Еве и овие чери домачиња, сега овие се од бавчата на татко и на Ивана, значи природно. Ето така да ги расфрлам малку. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. И да уживаме после со јадењето и свежа салата. Секогаш, викам, ние ручаме свежа салата со нешто таму. И станав досадна, ма баш ми е гајле што сум досадна. Важно е луѓето да јадат свежа храна, односно свежи салати со ручекот. И сега нормално сол, малку, прстофат сол. Ајде сега малку и лимон. Цедено лимонче, може и оцет да ставите како ви е убаво така. Јас често пати користам лимон во салатите и моите внучиња исто сакаат со лимон салатите да им бидат. Па дури го јадат лимонот така, без шекер, без ништо. И ставаме малку маслиново масло. Може и ова да се стави вакво маслиново масло, не е проблем. И еве го, салатата наша е готова, подготвена за мерак. Колоритна, одлична. Еве нашиот ручек оброк е готов. Подоладен малку, или нормално, за да можам да го сечам. Еве го. Ајде сега малку финта во сечењето, вака дијагонално. Добро. Да пробам. Убавина. Добро. Еве овде. Еве чери домачињата да го дадат колоритот. Еве вака. Еве,
Тоа е нашиот денешен ручек, едва чекам да го пробам, да ви кажам. Толку убаво мириса, толку е онака содржината привлечна, тоа е чудоето. Дружете се со мистер Масел. Ова средство во вашиот дом ќе овозможи чисти цевки одводни и во кујната и во купатилото, што ќе рече средство кое ги убива бактериите и сите други патогени микроорганизми кои што треба да се исчистат и за да имаме навистина спокој во нашиот дом. Ке ставите половина од средството во мијалникот, ке ставите да отстои 15 до 30 минути и потоа топла вода се пушта и едноставно за кратко време ќе видите вашата цевка одвод до вчера што ви правеле проблем, сега веќе тој проблем го нема. Еве уште едно одлично средство, пријател за вашата кујна, мистер Масел Platinum Trigger, кој што помага да ги исчистите, замислете, 99,9% од сите бактерии кои се наоѓаат на сите можни површини во кујната. Како плочките, така во рерна, така на работните површини. Значи, нешто што треба да си ги имате во вашиот дом и што навистина, откако ќе го искористите, ќе ви пушти пријатна арома на лимон. Ајде сега нешто интересно во функција на десерта, тоа е нашиот неодменлив тонус леб со сладок намаз, кој што е убав и вкусен, и за деца, и за возрастни, ем како десерт, ем како ужинка, значи нешто што има повеќе кратна употреба. Овде има мед. Медот е нешто што секое домаќинство треба да си го има, дефинитивно, задолжително, затоа што ни го чува здравјето. Во некои од наредните емисии малку повеќе ќе говорам за медот, а сега еве правам како десерт, значи ова е какао. Медот е супер храна, функционална супер храна, со биогена енергија, најсилната енергија. Какаото исто спаѓа во категорија на функционални храни, супер храни. И сега ги мешам овие две состојки и полека ќе направам сладок намаз за на нашето лепче тонус. Еве, убав, прекрасен намаз. Убаво е на лепче тонус да се намачка, затоа што и тонусот спаѓа во фина категорија на здрави лебови, убави, вкусни, полни со влакна целулозни, за добра работа на стомакот, на цревата. Така да, еве го овој намаз, какао и мед. Просто и едноставно, ни блендер се вклучува, ни ти треба некоја помош, ништо. Значи, доближете го медот до вашите деца, што е можно повеќе, еве еден од начините. Може да се стави внатри и да речеме ореви измелени, или било кои јатки, лешници, бадеми, така нешто, семки, да се дозбогати со како да кажам, со силни придобивки за нашето здравје, затоа што јатките сите се многу корисни со своите есенцијални масноти, а сега им е сезоната. Јатките се најпотребни, медот исто така, какаото, кога почува времето да станува постудено, кога сонцето малку е нели скржаво и ние едноставно за да добиеме повеќе енергија, вакви некои додатоци во исхраната, а не би требало да бидат додатоци, туку би требало секој невија да биде, било фино да ги користите. Ова само на ќошот ќе му ставам на едната страна, нова на другава страна. И така, игра. Што рековме, што е подготовка на храна? Уметност. Ете, доволно. И вака може подаската малку. Кокосот за декорација. Ова беше нашиот денешен оброк. Се надевам го задржавме вашето внимание. И до следното видување
Останува да им се заблагодарам на нашите пријатели, а тоа се Жито Центар со тонус лебод и секако Еси Джонсон со своите брендови Мистер Масл, Пронто и Дак. Бидете ми поздравени, имајте убав ден, уживајте, сакајте се, подарете никому една преградка. Се најубаво.